Кавадаречкиот спорт беше еден од најмоćните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, успесите мора да продолжат. Овој викенд се одржа и пинпонгарскиот плей-оф на Македонија, во кој пинпонгарките на градба Промет во клучниот надпревар загубија од екипата на Крива Паланка со 5:4. Вчера во спортската сала Јасмин се одигра првиот круг од пинпонгарскиот плей-оф на Македонија во женска конкуренција. Учествуваа 4 најквалитетни екипи, и тоа Влаја од Скопје, Крива Паланка, Пелистер од Битола и градба Промет како домакин и организатор на овој турнир, а се играше на принцип од секој со секој. Во првото коло Крива Паланка го совлада Пелистер со 5:0, а градба Промет го совлада Влаја со 5:1. Во второто коло Пелистер загуби од Влаја со 2:5, и во клучниот надпревар Крива Паланка градба Промет 5:4. Во третото коло, кое беше формално, градба Промет убедливо над Пелистер 5:0 и Крива Паланка Влаја 5:1. Реков веќе, клучен надпревар на турнирот беше оној помеѓу градба Промет и Крива Паланка. При резултат 4:4 играа нашата Младенова и Ристовска. И во петиот сет нашата пинпонгарка загуби со 11:8. Само нијанси не достига и малку спортска среќа за комплетен триумф на градба Промет на овој турнир. По овој прв круг од плей-офот на табелата води Крива Паланка со 24 бода, градба Промет е втора со 22, на третата позиција Влаја со 14 и на четвртата Пелистер со 8 бодови. Вториот круг се игра на 31 мај во Крива Паланка. Да напоменеме и тоа дека во меѓувреме на 9 мај во Штип ќе се одржи сениорското првенство, каде ќе настапат и нашите пинпонкарки Манчева Елизабета, Младенова Билјана, Пеовска Јуле и Крстева Ивона. Во продолжение, почитувани гледачи, ќе ги проследиме изјавите на двајцата тренери, господинот Фироe Луце, тренер на екипата на Крива Паланка, и Блаже Ордановски, тренер на екипата на градба Промет. Драго ми е што сме дошли у Кавадарци да играмо плей-оф. Мило ми е што дојдовме во Кавадарци да играме плей-оф. Сакам да истакнам дека надпреварите помеѓу градба Промет и Крива Паланка редовно се завршувале со резултат 5:3 или 5:4, така да победува онаа екипа што има повеќе инспирација. Значи останува уште еден плей-оф кај нас во Крива Паланка. Ние сега имаме големи шанси, но сепак се е можно до самиот крај. Во следниот плей-оф ќе се реши кој ќе биде прв, а кој втор. Надпреварот со Крива Паланка беше одлучувачки за прво место и второ. И покрај тоа што има уште еден круг на овој плей-оф. Така да сега е 2:1 во надпревари за Крива Паланка, а следниот втор круг се игра на 31 мај. Така да на крај крајева и загубивме од противник кој што има повеќе турнири, значи не е ништо трагично, затоа што имаме наспроти другата страна професионален тренер, Уце и неговата черка Уце Амелија. Така да тој резултат што го загубивме ние со 5:4, иако можеме во онај финален решавачки меч Младенова Билјана со Ристовска Дијана, каде што играше, водеше 20 сетови, але дојде таа до пресвртница, загубивме 3:2 и загубивме 5:4. Така да со надпреварот што треба да го одиграме во наредниот плей-оф 31 мај, ќе покушаме што можеме. Значи сега шансите се малку помали за тоа прво место, али ипак викаме топче надпревари, се може да се деси, ние ќе одиграме, ќе се бориме што можеме да дадеме се од себе, па на крај крајава ќе видиме. Значи не е трагично иако сме втори, затоа што имаме професионалци кои имаат турнири, а ние тоа го немаме во нашиот тренинг. Меѓународни турнири кај што учествуваат, додека нашиот клуб стриктно само на тренинзи. И тука е разликата. Па ние остануваме на тренинг, сега се уште нема, тоа е работа на клубот. Ако овозможи насрана на турнири, тоа е добре дојдено. Значи ние можеме и пресврти се да направиме, али со турнири, да не обезбедат турнири до меѓународни, до Србија или до Бугарија, ние можеме се ни добри припреми да направиме и обратен резултат. Значи не е се уште ништо загубено доколку ги имаме турнирите, али сега вака како што стојат работите, ние ќе одиме на она домаќинско тука што можеме да одиграме, да истренираме. Тактиките се тие, а предноста е нивна со меѓународни турнири, како што реков. Како помина организацијата на овој турнир?
Организацијата до сега нема пожалување од спротивната страна, така да сите задоволни се сега за сега. Значи, штом нема некој да се жали на организацијата, мислам дека се е во ред. Кавадаречкиот спорт беше еден од најмоćните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, успесите мора да продолжат.